Инцидент на денешниот состанок на стечајците. Член на УНИТ обвинува дека е физички нападнат и тепан за време на состанокот. Удрим песези, сега бега од работа. Се испадна. Викам, ќе тужам. Ваквите обвинувања ги демантира првиот човек на УНИТ во Штип, Кемаладин Арсланов, кој во целиот инцидент гледа друга позадина. Ово чисто сумнам дека треба да се внесе немир и нешто да раздор да има. По други основи нема. И други причини и начини да се делува нема. Ни тепан, ни малтретиран, ни па нападен од состанок. Имало ли навистина инцидент или не, веројатно ќе утврдува полицијата, но и по високото раководство на УНИТ, од каде веќе неколку пати обвинија за обид за поделба на членството. Инаку, денес стечајците се собраа за да дискутираат за најавите стечајниот закон повторно да се најде пред пратениците, овој пат како предлог на синдикатот. Синдикатот оваа недела ќе идеме координаторите на средба и да се договориме за синдикатот да не го поднесе предлог закон за стечајците. Така е договорено и спаѓано сусрет синдикалистот Живко Митревски. Ова повторно ја подгрева надежта на околу 1500 стечајци од источниот регион, кои гладни и без пари чекаат спас од државата. Денеска во време да преживееш, тоа е уметност, да ви кажам најискрено. Сите се знаеме кој како живееме и преживуваме. За некаде сите ме знаат мене, стечај сум социјален проблем. Немаме веќе леп да јадеме тука. Немаме дома да се издржиме, а не да плаќаме сметки. Во источниот регион на згрижување од државата чекаат околу 1500 стечајни семејства. Законот од пред 2 години леп им даде само на 20-тина. Останатите останаат со подзината уста, но гладни. Би требало овај закон да не офане сите. Сите да не офане. Без разлика. Уопште не се чисти законите. Они беша сега прифатни државни. Ние како фирма, ја да зборам за Балкан Експрес. Балкан Експрес е било државно, јас од државното имам платено 33 години стаж. Ки имаат ли стечајците повеќе среќа со синдикатот е прашање, но нервите на повеќето им попуштија. Резултат на тоа, меѓу другото, е и денешниот инцидент, чија што случајност или намера е дискутабилна.